Добар ден, драги гледачи, добро дојдовте во 11-та епизода од мојот подкаст. Овој пат гостин ни е министерот за одбрана, односно најдобриот голман што Македонија некојаш го имала во ракомет. Посветен татко на две деца, прекрасен човек кој се бори за боите на Македонија на секаков начин. Така да, Борко Ристовски, драги гледачи, ќе видите за што муабет станува збор. Си направивме интересен мовет. Вие у продолжение ќе можете да слушнете. Добро вечер, драги гледачи. Сагавте спортист, баравте спортист и еве спортист сега да видите шо како ќе направиме мовет со него, пошто сите мислам дека го знаете министерот за одбрана, па еве на ваше задоволство и на мое задоволство, добре дојде Борко Ристовски. Фала ти што ја прифати поканата. Кажи ми како си, што приш, добар ли си, што има ново? Добро, најпред благодарам за поканата и тоа е тоа стандардно. Тренинзи, обврски, семејство, фамилија. Цело време класика, така се врти у круг. Да. Кажи ми вако кој е Борко Ристовски од почеток, да се вратиме, да те навратам од детството сам. Како почна сето ова? Кај имаш завршено? Борко е дете кое што е растено поприлично самостално, затоа што сум патот по ракометот го бирав сам и бев доста тврдоглав у тоа и упорен, затоа што кога почнував уште во основна школа, моите родители не беа баш воодушевени од тоа што, нели? Не те поддржува? Па не дека не ме поддржува, меѓутоа кој секој нормален родител, во прв плат им беше да се заврши школа, нели, да немаш класика, да немаш оние лоши оцени. Да. Нели, кои што сме ги добивале, ја буквално ќе ме затворе усоба да учам, нели? Но тоа не беше по твој кејф, така? Па не беше баш по мој кејф. И низ прозор и одев на тренинг. Бегав за на тренинзи, така да бев доста упорен и тврдоглав и самостален уште од мали години, млад дека бев. И почнав во РК Бутел. Зашо ја имам информација дека си почнал у работнички прво? Падон, најнапред као дете почнав во РК Бутел. Потоа отидовме таа цела една, да речем, другари кога бевме, што се дружевме, отидовме во РК Работнички и од работнички више почна кариерата во металург и така. А добро, одамна ли си имал ти, мислам, као желба за ракомет? Па осмо оделение, па се роди некако сосема спонтано, значи поише бев ја за фудбал, меѓутоа кога се направи секцијата, па едно време кратко тренирав, меѓутоа кога се направи секцијата за ракомет во РК Бутел, ја као пуничко дете и викаат ај ти девелко застави на гол. И така некако ми се роди стварно таа желба сосема случајно. Гледаш дека и се поклопува и со мојот карактер, гледаш дека малце си самостален на страна од, нели, групата, голманот е, нели, малце по на страна од целата таа група и кога се завртиш лево и десно си сам, немаш ти, нели, никој блиско до тебе, овие други што играат одбрана или напад, пак имаш некој комуникација, имаш до тебе некој, пак некоја сигурност имаш. Јас кога се завртам лево и десно нема никој, сам сум на гол и, нели, јас сите голмани и тоа се спои некако и со мојот карактер, затоа што се роди желбата да одлучувате за некои работи. Тоа е поентата на мојот живот. Се извинувам за ова. Тоа е поентата на мојот живот и на моето размислување, едноставно да одлучиш сам за себе, да одлучуваш за работите сам за себе. И сите оние грешки да бидат твои избори, да живеете со грешките кои што ги правите нормално. Јас низ мојата кариера као спортист сум ги правил и во животот сите правиме грешки. Меѓутоа немам апсолутно никаков проблем да признам кога ќе сгрешиш и да научам од тие грешки, така да пак и повторам таа некоја. Луѓе сме грешиме, грешки правиме. Не постои човек кој што не греши. Да. Така да тие се некои работи кои што ме поврзаат, да кажам, со позицијата голман и со ракометот. А добро, на времето не знам колку било актуелно да си ракоментар. Па не беше толку актуелно, не беше. Имало ли школи такви ствари? Па немаше. Сега
млади имаат повеќе можности, меѓутоа па сега е друга ситуација, па младите повеќе сакаат да играат на видео игри колку се занимаваат со спорт. Во тоа време беше обратно. Ај не сум некој тип кој што сака многу тие видео игри, тие многу затварање дома, поише бев бесно дете кој што беше од сабаља до вечер излезе на дома. Активен цело време. Па цело време, и ќе те викна дома, ќе земеш сендвич од урака и пак излезеш, така да од тој тип на деца сум и од таа генерација кој што на жалост веќе се помалку има. Изумре, мислам дека таа генерација. Па ако не изумре, ама е веќе при изумирање при крај. Реално, добро. Си имал ли некој идол? Сега еве ја ќе играм ракомет и само мислам овој ми идол, сам као него да бидам. Па идол конкретно еден сум немал. Можеби кога веќе малце, ајде да кажам под наводници, посериозно одлучи да се занимавам со ракомет, беше Арпа Штербик. Меѓутоа по конституција тој е 2 метри голман, поразлично функционира, меѓутоа со тек на време како веќе навлагаш во светот на спортот и на ракометот, сум пробал да земам од секој она што сум мислел дека може мене да ми помогне во мојата конституција и физичка и ментална, и така да од сите помалце сум се обидувал и се обидувам се уште да крадам. Добро, спомна за детството. Кај има Борко Ристовски завршено? Основно, средно? Основно да ти кажам, завршив во Климент Охридски, значи до 8 во Бутел. До 8 оделение живеевме во Бутел и тамо основно завршив. Потоа средна школа се преселивме во Кисела Вода и средна школа завршив во Гуц. Аха, гимназија? Да, средно. Оце хидроградба, меѓутоа не си ни сакал тоа, предпоставувам. Па не сакав тоа, меѓутоа во тоа време тоа училиште не беше толку актуелно и моето не толку ангажирање околу школото ги натера моите да ми предложат таму да се запишам, така таму се запишав. Меѓутоа уште кажав, додека бев доста млад, имав уште од малиност доста понуди за надвор. И ајде да кажам, имав и обитен да заминам во странство, понуди доста, па заминав 2 години, па се вратив. Млад кога си бил? Да. Јас сум од колку години се занимаваш со? Од 19 години веќе мојот прв трансфер во Шпанија. Го направив, па потоа се вратив во кој клуб? Во Теокро, Шпанија. Тоа е во Виго градот. Бев прогласен таа година кога ги добивав тие понуди за најдобар млад голман во Европа на младинско европско првенство, и така некако следствено доаѓа работите, почнав да добивам понуди, замина во странство, па се вратив заради некои фамилиарни работи повторно дома, иако имав договор, и се вратив во Металург и така некако почна мојата кариера. Добро, тешко ли е да бидеш голман? Која е најтешка позиција од сите овие што ги играат у ракометов? Ако сакаш да се успешен во спорт и ако сакаш стварно да направиш кариера, мора многу да се одрекнеш од многу работи. И можеби сега луѓе нели публика кои што доаѓа или што следат спорт, им е многу поедноставно гледат само над преводот, меѓутоа за да дојдете над преводот е еден во неделата, а ви имате 15 тренинзи до тој надпревод. Треба потење, треба многу откажување, многу тренинзи, многу и мотивација и све. Треба да си упорен. Знаеш, не секогаш ќе ти оди во спортот, као и во кариера, во животот генерално. Меѓутоа секогаш треба да се гледа напред, да се биде мотивиран и да останеш нели упорен во, ако го сакаш тоа што го работиш, да останеш упорен и јас сум баш таков. Тешко многу прифаќам порази и секогаш кога сум имал некои потешкоти во кариерата, никогаш не сум се разочарал, секогаш се оди напред и така да морам да кажам дека и малце сега сам да се изфалам малце, сум и психички многу доста посилен и поупорен и постабилен. Нормално после сите работи што ти се десили во животот до сега у кариерата, сигурен сум у тоа. А не знам, си имал ли чувство некад кога си бил мала и замисли да бидам тоа што сум денес? Знаеш како, тоа е некој чувство, сум пробал да го објаснам, меѓутоа не може да се објасни, необјаснимо е. Јас секогаш потајно во мојата подсвест сум знаел дека ќе успеам во спортот. Така секогаш тие мисли ми доаѓале, сум стварал некоја слика дека
оке, сега не ми оди, сега сум тука, меѓутоа се гледам себе си таму, се гледам за 2 години ваму, се гледам. Значи, тоа се некои работи кои што не може да се објаснат, меѓутоа секогаш подсвесно сум знаел и сум верувал дека ќе успеам. И сам себе си се мотивирал сигурно. Па и се мотивираш, меѓутоа и тоа е, пак ќе кажам сега, да не испадне дека се фалам само, меѓутоа нема голема доза на психичка свест, мотивација, верба во она што го работиш. Психата мислам дека игра голема улога у тоа што сме денес, така да сериозно не се да игра, кај нас тоа е малце сега заебано. Па малце кај нас, знаеш како ние сме едно општество кое што се ирџиско и сега ќе каже сега он психологија кажува, сега он ќе каже он ли ќе ми каже ова мене. Да, добро, таков е народот. Да, таков народ сме, меѓутоа тоа е тоа, треба да стварно сте упорни у тоа што го работите, да верувате. Многу откажувања, да речеме, кога сите мои другари излага, диска, кафичи, ја имав тренинг у петок у 10 навечер. Во Кале се сеќавам и од 10 тренингот почнува, завршувате во 11:30, па додека се истуширате, па пешки од Кале до Југодрво, низ градски трговски центар, па фаќаш автобус, па си одиш дома, така да тоа се кои не се кажеш за ништо не, апсолутно. Значи ја кажувам секогаш да се родам повторно, да можам да бидам повторно, би избрал истиот пат со истите грешки што сум ги направил и повторно би одбрал да бидам овој човек кој што сум се. Добро, горд ли си на тоа што го имаш направено денес? Многу сум горд, затоа што сум почнал буквално од нула и сум почнал буквално без ничија помош, никој за ништо не ми помогнал. Без она што го има денес као имаат родителиве нели пари и му викаат на тренерот или на било кој, знаеш, ај прогуре го детето малце. Не, апсолутно. Пошто тоа денес го има, нели? Апсолутно не. Ќе се согласи со мене дека постои. И затоа постои, постои. За жал. Затоа сум и посебно горд на својата кариера, на се она што сум направил во овие 20 години колку што се бавам со ракомет и кои ќе кажат, знаеш, за мене луѓето он е арогантен. Меѓутоа не знаат дека таа ароганција уствари не е ароганција, тоа е една доза на прајање на круг околу себе на луѓе кои што знаеш дека може да ти донесат само позитивно. Пробувам да ги избегнувам оние негативности, негативни луѓе кои што лошо влијаат на тебе. Да, и луѓето се поистоветуваат тоа со ароганција, меѓутоа апсолутно сум се само арогантен, не сум така да. Сум ги гледал сите интервјуа со тебе, баш си реален и искрен и без лакна на јазикот се збориш што баш за тоа они мислат дека си арогантен. Пази, баш за тоа што кажуваш се луѓето го доживуваат тоа како ароганција. Меѓутоа мојата искреност и кажување она без лакна на јазикот е токму затоа што никој за ништо во животот не ми помогнал. И мислам дека никој нема право да ми каже како да се изразувам, како да зборам, што да правам, дали не е убаво вака да збориш, зашто не е убаво, мислам. Ја и да кажам некој мислење може да е погрешно тоа, може да е најправилно или најгрешно, меѓутоа тоа е мое. Тоа е твое мислење. Тоа е дел од мојот карактер, тоа е моето мислење е базирано на дел од моите животни искуства, а моите животни искуства во спортот, па и во животот, ако сакате, се поприлично големи сега. Точно. И ќе дое сега некој, немам поима, тазе испилени ќе каже и ќе пометува и ќе кажува приказни, така да мојата ароганција по знак на водници е. Гледам, луѓето се научени да ги лажеш за убаво да се чувствуваат, него да им ја кажеш вистината во очи. Никој не сака да ја чуе вистината. Да, никој, пошто се плашат од вистина. Знаеш како, мене ми е жал што имам се повеќе луѓе во Скопје и во Македонија, ако сакате, што никој не цели да се приближи до врвот, туку сите, да кажеме, до еден човек, не е битно дали е било која фела, не навлагам. Еве нека биде модата, не навлагам. И сега никој не цели да се приближи до тој човек што успешен у модата, со тоа што ќе работи поише на себе, ќе се жртвува, него полесно му е да го нападнеме тој човек и да пробаме да го спуштиме 2 скала 3, 5, 10 надоле за да бидеме ја поблиску до него, знаеш. Така да у животот реалноста и искреноста секогаш на долги стази се исплатат и секогаш треба да се биде човек кој што има своје мислење. Јас со оние луѓе кои што немаат своје мислење не можам да ги разберам и по дефиниција и нема објаснување за тие. Нешто ќе каже овој. Видите, не можеш да бидеш ти добар со сите.
Знаеш, со тебе сум Точно. подобар со него, не сум добар со него, не се сакам со него, највеќе се сакам. Не може со со сите. тебе ми е поубаво да пијам кафе, со него ми е поубаво да додам на ручек, со немам поима со. Да, значи не можеш ти со сите да си добар. Да си добар. И ако си со сите добар, мене тоа ми е показател дека уствари ти немаш карактер, туку си се претопуваш како се претопуваш како луѓето сака да и ја тоа највише го мразам да ти кажам, а тоа се почесто го има кај нас во Македонија. Нажалост, тоа кажа. Така и успеваат некои, па ама за нив. На кратки стази. Да, на долги стази не се успеа, така на кратки стази се успеа. Пошто чекор по чекор е боле него да рипнеш некој скалела да животот види, треба во животот и да ги проживееш тие скалела кои што се немам поима, може за некој ќе му звучи банално, меѓутоа мене ми е многу големо животно искуство што сум растел со деца кои што сме живееле на поинаков начин него сега што живеат. Растени на улица, цел ден си на улица. Едниот има 10 денари, другиот 20, другиот 50, па ги собереме, па заедно ги трошиме тие пари. Идеш до дома сендвич, зимаш, одиш јадеш до дома надвор. сендвич, пола леп, го вадиш средината, ставаш ајвар, парче сирење и излазиш надвор. Да. Па го кршиш на улица, го делиш со другарот кој што стварно јас сум имал другари и се уште ми се пријатели, луѓе, сега се веќе луѓе кои што нели, шекер и вода од згора и ќе дое така, немаат луѓето заебани за сирење. Меѓутоа учиш на некои вредности дека оној кој што има поише не значи апсолутно ништо ако ја изем 2 сендвичи, а тој до мене не јаде ништо. Мене тоа апсолутно ништо не ми значи. Не ми значи апсолутно ништо да покажам дека имам од некој нешто повеќе. И сега ти на тој човек да му покажуваш или да глумиш мангуп или да глуми, не знам како сакаш. Да, те разбирам скроз. Едноставно тоа се некои нормални човечки скалила или вредности кои што треба да сите да се трудиме. Не велам дека секогаш јас сум 100% исправен, меѓутоа треба да се трудиме да ги одржуваме, да бидеме луѓе пред се. Точно. Затоа што во животот сите задоволства се бесплатни. Точно. Сите најубави работи се бесплатни. А се онако што може да се купи со пари за мене нема вредност. Значи, нема. Ако оваа чаша да речеме вреди 50 денари и ја имам јас, сутре може да дојдеш ти кој што имаш 80 денари да ја купиш. Значи нема вредност. Ова чаша нема вредност ако може секој да ја купи. Глеј, сега реално ни се искривени вредностите, ама за тоа е да не навлагаме тие. Немаме вредности. Немаме вредности, се сведе на пари, се сведе на кои, не знам, кај оди на одмор, какви слики ќе постира на Facebook, на Instagram, на Twitter, кој има, не знам, ништо не е вистина од тоа, него е чисто само. Мене ми е, баш со еден пријател пред некој ден го разговаравме тоа, мене ми е, јас сум многу горд на себе, затоа што успеав, па сега 40 години, веќе во сериозни години сум, да ми е задоволства малите работи. Да ми исполнуваат ситниците и малите работи. А се не знам, одмори, Мајами, Куба, тоа е више Малдиви, тоа е курчење на некој убаво, меѓутоа луѓето одат таму и се сликаат по едно 200 слики и цела година после, па после сеќавања, па меморис, нели, па пак, така да животот е сега и овде, а не е во минатото и треба да се трудиме да малите работи не прават среќа. Човечки вредности да градиме колку можеме, да. И не е срамота, мене ми е многу смешно кога ќе видам денеска некој ќе каже се срами од тоа што немам. Не е срамота денес да се нема. Не е срамота. Во ова време лудо не е срамота апсолутно да се нема. Такво е времето. Такво е времето. Јас се трудам и мојот син кој што има само 4,5 години, се уште малце 5. Да, Душан. Да се трудам да така и го воспитуваш. Воспитувам од најпрост пример на семафори ќе застане некој од тие овие циганчиња, како да не навредиме некого. И секогаш се трудам да, ќе му давам 20 денари, колку имам кола ситни, 30-50, ќе му ги давам на него, да му ги дае. И на почетокот се чудеше, нели, детево? Да, зашто што, кој е детево, што и сега ќе му објасниш. Ние имаме повеќе парички, гледаш ни останале овие парички, па еве ова дете нема за лепче, па ќе му даеш, значи пробуваш да нормално да го направиш детето да расте по еден нормален начин. Наместо кога ќе ти дое некој на прозор да го избркаш, нели сега. Да, има и така. Ние сме многу јаки фраери и фаци и сега ќе ги бркаме циганчиња, разбираш. Се тие 50-100 денари нас не значат ништо апсолутно. За паркинг ги даеш, а може на некој детенце што проси 100 денари ќе купи. За кафе ќе даеш, а тоа детенце со 100 денари ќе купи
2 лепчиња, 2 лева, суи ќе ги јаде, не е битно, или ќе однесе некој пострана своите деца 2 лева, така да. Добро, зависи, нека знаат и они да злоупотребуваат. Сега види, имаш ти секакви луѓе, меѓутоа генерално збориме сега дека повеќето луѓе кои што просат немаат. Сега имаш ти оние, сега ако влеземе во тоа, имаш ти оние кои што свашта има, меѓутоа генерално ако се држиме до ја капирам поентата, така да. Се согласувам со тебе. Добро, да те наврата малце, сега почнуваш у РК Бутел, така? Да. После? Па после отидовме цела екипа, целата група во работнички, од работнички во Металург, јас од Металург заминав во Металург која беше шампион, која беше? Не зборам, која беше младинци. Младинци, да. И од Металург заминав во странство и се вратив повторно во Металург. Добро, и така да од Металург отидов во Вардар и од Вардар повторно отидов во Германија и така не се вратив повеќе 14 години. Аха, и кај ти беше боље, у Металург или во Вардар? Па не можеш да делиш сега. Кој е твој матичен клуб? Па матичен клуб ми е Металург. Металург? Да, Металург ми е матичен. Работнички и Металург сега како. Да, само тоаш нели Металург беше ја и играше Лига Шампиони. Тогаш почнуваше веќе, тогаш почна да расте Металург. Червар, така, за вториот пат кога се вратив бев Солино Червар. Да. Меѓутоа претходно кога бев беше Славко Новаковиќ Србин, значи тоаш почнуваше да се гради Металург, да. Добро, и после ти идеш у Германија. После се вратив во Вардар, 6 месеци у Вардар и отидов во Германија. А за Пелистер немаш никад играно? Не. Немаш? Не. А би играл? Па добро, сега сум на заресна кариера, 40 години имам веќе. Меѓутоа сега не. Меѓутоа ни стекот на кариерата, јас се трудам секогаш да бидам професионалец. Си има некоја таква понуда како за разговори, понуда не, меѓутоа кога сум бил помлад сум имал разговори, да. Тогашен председател беше Спиро Мавровски. Пелистер, сериозен клуб беше, имавме разговори, беа заинтересирани, меѓутоа остана само на тоа, немаше конкретна понуда. Да, јасно. И добро, као беше у Металург, која беше тогаш у подем? Поинаку беше малце. Од сега што си у Вардар. Па не, Вардар сега што сум у Вардар, 2 пати европски шампион. Значи, да, тоа има тежина клубот. Што оваа година не играме Лига Шампиони, меѓутоа Вардар прејасна во сериозен клуб во европски рамки, кој што 2 пати европски шампион кажав. И самиот дрес има своја тежина, различно е, имате луѓе кои што у недела има надпревар, сериозна тежина има секој надпревар, затоа што на секој надпревар имате огромен број на луѓе кои што навиваат, следат и мора да сте спремни и на позитивни работи, и на критики, и на притисок, и на тоа сав да те прашам дали ти причат на вредите што од другата страна. Не. Од зелено-белата страна. Не. Ја сум кажал неколку наврати, тие тај кажам, тоа ривалство со навивачите од другата страна го сваќам како само дополнителна мотивација. Да, плюс мотивација. Да, и едноставно уживам да играм такви надпревари. А некој закани си имал до сега нешто такво или? Океј, секогаш има закани, меѓутоа знаеш како, од закана до реализација има многу. Да. И не сум баш тип кој што лесно се плаши така. Да, и не се ни замараш, предпоставувам така. Не се обраќа внимание се. Знаеш како на утакмица ќе одиш ти у Битола 6000 публика ќе ти пцујат и жена и мајка и све. И да ти кажам искрено не им се лутам зашто они се дојде на било кој начин да си дадат поддршка на по коректен начин. Далеко од тоа, меѓутоа се дојде си дадат поддршка на својот клуб. Нормално. И кога ќе се заврши надпреварот и да се појавиш во Битола, во било кој кафич или било кај ресторан, нема да имаш никаков проблем. Да, ипак луѓе сме на крајот од денот. На крај на денот е само спорт. Да, и добро е да имаш такво ривалство, не е лошо, пошто се живее за тоа и здраво е, баш како што викаш ти. Значи, Металург, Вардар и после кај идеш? Металург, Вардар, после замина во Гумерсбах, Германија, од Гумерсбах замина во Катар 4 месеци, после тоа во Франција и од Франција Рајнекар Левен и Барселона. Да. Ту кажи ми ја разликата помеѓу нашите клубови и тие што се надвор. Не се споредува, значи нема споредува. Голема разлика? Да, ние сме премногу далеку и како општество и како спорт, нели, како дел од некој си општество. Многу е голема разликата, не може да се спори, значи ни организација, ни финанси, ни народ, ни навивачи, ни ништо, значи нашите ние имаме најдобри навивачи, меѓутоа се останато. Да, кај нив навивачите се дефенс и тоа, ништо. Ама кај нас во Германија е баш како NBA. Значи тоа е лига која што е најдобро во светот.
Да, види се најава, меѓутоа не е како кај нас со навивачки групи таму, да нормални луѓе, нема навивачки групи таму. Да, сите си го поддржуваат клубот. Јас сум играл скоро секој викенд пред 13-15 публика и баш како NBA. Значи све тоа на едно ниво. Многу колку високо. Време се задржи у Германија? Па у Германија бе 2 години прво и уште година имав договор уште 2 години, меѓутоа Барселона го откупи мојот договор и замина за Барселона. А дали имам една дојава сега, дали е точно тоа дека ти се јавиле од Катар и првиот пат, тоест си им ја одбил понудата, а имало многу јака сума некоја. И после ти си им рекол демек дупла ако дадете? Па не мене, види тоа тие работи не одат вака директно. Добро, не е директно, има менаџер кој што си ги работи тие работи, они го контактираат менаџерот мене. А тебе не ти си играше за каде? Па мене не, нема логика, беше Катар беше тогаш организатор на светско првенство, пред да биде организатор на светско, и тогаш беше во Катар имаше стварно експанзија и на финанси вложува многу и на све. И ја имав понова, меѓутоа кажав дека повеќе од 3-4 месеци не сакам не би издржал. Па не можеш да издржиш, мислам, може да издржи некој ако оди слепо по пари. Јас се рашам што оди слепо по пари. Чисто за искуство да видиш како е. Па и да, и за искуство и за пари. Меѓутоа не е сега да седам ја цела година таму, имаш договор 3-4 месеци, побаравме сума една со менаџерот кој што беше поприлично добра. Тие ја дадоа без проблем, плати обештетување на клубот во Германија и кажавме окей, зашто не. И од таму од Германија замино од Германија во Франција. Во Франција, после се подпишано договор 3 години во Франција и после година и пол во Франција добри настапи, дојде Рајнекар Левен кој што исто го откупи мојот договор и замина за Рајнекар Левен. Таа година станавме шампиони на Германија, и Лига шампиони стапувавме и против Вардар. И како е чувството да играш против Вардар, против твојот Чудно малку, да кажам, да, чудно, меѓутоа се трудам да бидам најпрофесионален што може. Да, емоциите на страна и да си завршиш работата како што треба. Мада пак ги гледаш со мислам играчите што играш во репрезентација со оние филм. Чудно е малце, меѓутоа тоа е тоа, мора да се фокусираш и да си тераш својата работа. А у Барселона после? Па од Барселона Рајнекар Левен, ја тогаш стварно имав добра сезона во Рајнекар Левен. Лига шампиони стапувавме, германско првенство, стварно имав една одлична сезона, дое понуда од Барселона. Најпрво 2 пати одбивме таа понуда со мојот менеџер затоа што стварно во Германија станавме прв пат во историјата со тој клуб шампион на Германија. По прв пат јас го имав тоа чувство да осетам шампионска титула во Германија. Една земја која што е, кажав, NBA. Да, таму е ракометот број еден во светот. И стварно не бевме заинтересирани да се направи тој трансфер со Барселона. Барселона е светска сила, два пати го одбивме тоа, доека третиот пат не ми се јави директор на Барселона, легендарниот голман Давид Баруфет. Он ми се јави едноставно да ми се ајде да кажам, да ми се обри да поразговараме уште еднаш, пред да тоаш немавме разговарано све одеше преку менаџерот, меѓутоа ми се јави да поразговараме директно мене, да, и да поразговараме едноставно, да ми каже окей, тоа ако тоа е твоја последна одлука, се сеќавам на разговорот, ако е тоа твоја конечна одлука, само да ти се јави да ти кажам да ти посакам многу среќа во новата сезона, да знаеш дека кај нас имаш секогаш отворени врати и пријателство. Меѓутоа, ја му кажав зашто не доаѓам, викам Давид, значи лигата тука ми е број 1, се осеќам добро, финансиски сум задоволен. А на повисоко ниво е Барселона од лигата кај што играше ти или не? Па Барселона е Барселона. Да, добро, Барселона, ама лигата мислам. Не, лигата е далеку послаба, меѓутоа треба да стаете на кантар две работи и он почна да ме убедува дека лигата шпанска не е толку слаба, дека е добра, дека е добра. Ја кажав окей, тргнав на пат на надпревар со мојот клуб, викам окей, нека заврши надпревар, викам тука пак ќе се чуеме уште еднаш, викам ќе видиме. И повторно па се слушнавме за 2 дена, менаџерот ми се јави и финансиски ја појачале понудата и рековме зашто не се спружа секоја шанса да играш за Барселона. Да, мене менаџер вика Борко 2 пати одбиваш Барселона, трет пат ако одбиеме никош више нема да. Реално, да. Да, реално, да. И кажеме окей. И така да. А дали мислиш дека тука има замешано прсти нашиот селектор?
За која смисла, позитивна или негативна? Позитивна, за ти да дојдеш во Барселона. Или Барселона е сериозна институција и си знаеш што прави на кого цели, така? Па многу нормално. Не, чисто ми беше прашањето пошто дека заедно игравте, така? Една година. Една година после таа година он се замина. Не. Не, затоа што Барселона не е тоа селска задруга, па сега ја ќе се јавам, ќе земете. Па види се, ако он имаше такво влијание, ќе останеш уште у Барселона, така да. Да, реално. Реално, малце логика, така да не. Јасно, добро. После Барселона, прво да те прашам, да те испрашам за клубовите, па после ќе идеме на репрезентациите. После Барселона, по завршување 2 години договор ми понуди да останам уште 2 години. Меѓутоа, според нивно размислување, лигата нема толку надпревари. Јас тогаш имав 36 години, 37, веќе си во години и намалија понудата, што мене беше апсолутно неприфатливо. Добив супер понуда од Бенфика во Лисабон и потпишав договор. Да играше едно време за Бенфика. Да, и во тој период во Барселона и добив детенце, се оженив и веќе после животот во Барселона почнувате и сум горд што сум стигнал до тоа ниво да можем и да ги бирам градовите во кои што ќе живеам. Да, нормално. За живот, да биде покомодно и за мене и за моето семејство, така да во тој период се појави понудата на Бенфика, имав понуда повторно за Германија, меѓутоа Германија е потешка за живот. Или Португал е многу подобра и попозитивна, мислам дека за живот збориме. И сонце, море, позитивни луѓе. Да, позитивни луѓе и така да се одлучивме да консултација со семејството да прифатам понудата на Бенфика. Од Бенфика си поминав 2 години преубави, имав уште 2 години договор, меѓутоа мојата сопруга више не можеше да издржи надвор и ајде одлучив. Да си се врати. Да. Па ќе те прекинам тука, ќе се вратиме сега да ми кажеш кога сме више на тоа место. Кажи ми за Николина, каде се запознавте пошто почнавме за тоа. Со Николина се запознавме, ја тоа време цело време патува, посветен, нема време, живееш во странство, немаш многу време. Добро, приватен живот имаше ли? Па многу малце, многу е тоа малце. Значи кога се време одлучите да одите хардкор во некоја професија, во спорт посебно, тоа е стварно хардкор. Барем јас така го па имаш ти тренинзи, патување, надпревар, па припрема за надпревар, имаш 2 дена. Не, така да преку наш заеднички пријател се запознавме, стигнав до нејзиниот број, пишав и така почна авантурата. Да, така почна авантурата. А кај ја запроси, пошто гледав на едно интервју, не ќеше да кажеш, пошто ти било срам. Не кажувам. Викаш дека јас сум многу сум срамеш ли? Да. Види, мене не ми е срам, не е срамежлив као карактерна особина, меѓутоа ја немам проблем пред 15-20 публика да излезам, значи да настапам. Да. Меѓутоа кога доаѓа за такви работи, моментот тоа е сум катастрофа. Мен на пример и сега да им до ден денеска ми е не дека не знам како да објаснам. Ја не можам да клекнам пред некого, знаеш, сега ова е глупа ситуација, што кажувам, меѓутоа не можам да клекнам, знаеш, некако ми е чудно ми е тоа. Не може, не се ја им честитам на оние луѓе што јавно ги просат жените на стадион, не знам, во ресторан, тоа ми е мене алал да име на тие луѓе, на тие мажи. Така да подобро не кажувам затоа што денес Николина ми префрла и значи се си било приватно и тако кругот на најблиските зашто нека остане боле вака. Нека остане тајна зашто денеска ми префрла. Дека кажа дека си го носел прстенот више долго време. Со право ми префрла и тоа ми е така една. Да, ако нека остане така, нека не знае секој зашто нека остане само за тебе. Кажи ми после она имала удел за ти да се вратиш во Македонија, така мислам семејството цело. Веќе имавме и нашиот син порасна. Пази, кога ќе имаш семејство и детенце, мора да мислиш и на него, не можеш веќе да одиш слепо да не ти е седно се ајки да му. Не ти е седно кај ќе одиш, колку време ќе бидеш одсутен од дома, нели? Да. Се тоа се работи кои што имаат, така имаат влијание и разговор. А воопшто не е лесно да се живее во странство ако не си навикнат да живееш. Јас навикнат 15 години надвор, веќе
зборувам 4 јазика, немам никаков проблем со комуникација, кај да одам се разберам, значи се снаоѓаш све. Доека за човек кој што една година, две надвор не е така едноставно, знаеш. Треба и пријатели, луѓе, семеј, фамилии, треба значи социјален живот. И во разговор одлучивме да се вратиме во Македонија и тоа е тоа. Значи, ќе кажам за ниједна одлука не се кажеш, да. И се врати во Вардар, така. Да. И како е моменталната мислам, сам да те прашам нешто, пошто знам дека знаеш и си го кажал на едно интервју твое, дека кажа зашо се распаднал Вардар. Дали може мене да ми кажеш, пошто не знам, мислам, не сум го слушал целото интервју. Пази, се е тоа системски направено за фудбалскиот клуб, а иста историја му се пишуваше или се уште е на ракометен. Вардар остана гордост и единствена гордост на Македонија и на Скопје. Точно. Као што е, не знам, во Питола, како што е Пелистер, да. Не знам. Во аеродром Емзете. Во аеродром Емзете, тоа се некои работи кои што се на кои што е ти си од аеродром, знаеш дека кога игра Емзете цела населба се мобилизира или сите збора за тоа. Ја викам дека Вардар е само река што поминува низ аеродром. Добро, Вардар е изворно од Киселово, од Сала Расадник. Да, од таму потекна уствари. Таму е, кога Сергеј се направи новата сала и се префли Вардар. Меѓутоа како и да е, Вардар е нешто што е македонско бренд, како што е МЖТ, како што е да речеме Пелистер, и тие се работи кои што обединуваат многу луѓе. А на оваа власт која што сега не и одговараше тоа да има повеќе луѓе обединети на едно место кај што ќе го сакаат, ќе спеат македонски песни, ќе се не им одговара тоа. Не одговара тоа, да бидеме реални. Секој оној кој што си сака барем малку Македонија, не налагам сега тие политички работи, меѓутоа кој што без разлика од која политичка партија станува, им беше трнуок. Па им пречеше, да, затоа што и се собираат 21 луѓе, ќе скандираат никоја северна, ќе пеат македонски песни. Да, тоа се работи кои што се сериозен удар за нивнава политика кој што терат. Не ги разбирам како кога Вардар е амбасадор на Македонија ја представува, бил нели шампион у Европа 2 пати. Не ги разбирам зашо. Не им одговара името Македонија се спомна. Тоа е тоа држиво, да, тука си управо. Нив не им одговараат знамења на Вергина, се вадат, нив не им одговара се македонски песни затоа што нели по нивнава филозофија и историја ние сме никош не сме биле не сме постоеле, сме били никош не бугарите не биле никош окупатори, него биле така. Значи тие се некои работи кои што се Значи тоа им пречело уствари за да можат Вардар да го па 20.000 народ кој ќе собере на стадион и кој ќе пее македонски песни, кој ќе вади Вергина знамења и кој ќе извикува никош северна, тоа е сериозен удар за нивната политика која што сака да создадат некоја си лажна историја и да сменат некои работи кои што очигледно они анти тоа уствари прават и Вардар беше работа која што остана, нели, се друго го расклопија на делчиња и мирно помина, меѓутоа ова малце потешко им одеше. Ја мислев дека скроз ќе го уништат. Па имаше обид, имаше обид, ама не можеш да уништиш нешто што има историја, нешто што више е градено со. Ама тоа можеш да го објасниш на нормален човек и на човек кој што си сака некое свое, кој што сака Македонија своја држи свој народ. Тоа не може, ја не знам, да не биде сега многу политички емисија, ама стварно нема врска, тоа е политиката е у секојдневниот наш живот, кај да уклучиш све, за жал, да, така да. Ама види, на крај на денот тоа е еден проект кој што им е апсолутно неуспешен, затоа што гледаме дека многу мал број на народ ја го прифати таа нивна реалност, таа нивна Северна Македонија и они мислам дека сами си ја прифаќаат, само они дури и не ни сакаат они да ја прифатат. Знаеш како, не можам да разберам да сакаш сам себе да се уништиш и да тераш некоја агенда која што е апсолутно гледаш дека не оди да пробуваш да ја буткаш со сила. Знаеш, во име на некоја си поиманам Европа, јас 15 години сум живел во Европа и знам дека Европа вака не функционира, ако нешто не оди, не оди. Реално. Ако некој народ не сака нешто, не може да го натераш. Ама народот ти кажува дека не сака, ти со сила идеш со главуцит, не тоа е тоа е поентата на целата приказна за Вардар и за ракомет. Знаеш, кога си отиде Сергеј,
Вардар остана на среќа што Михајло Михайловски го зема, па он беше се бориме предходно на Вардар Ватростална, така беше председател. И сега он повторно го превзема клубот. И сега е на стабилни нозе Вардар. Па не е на стабилни нозе, меѓутоа се трудиме да го држиме и да го вратиме таму кај што треба. А зашо? А за фудбалот не можеш да направиш ништо додека не се смени оваа власт, затоа што многу долгови се од државни институции, немаш како да не можеш да ги покриеш. Не можеш како да ги отпишеш. Сега има таму на некои долгови кои што се, не знам, за користи на стадион, од управа за јавни приходи, од кои што се, хајде да ги кажеме, лихварски камата на камата и така намерно е системски направен. Вардар долгови на Вардар, има и реални долгови, меѓутоа поголемиот дел се системски направени со цел да. Да, ама секоја честна комите што не отстапуваат од Вардар и што се тука цело време за нив. Па да не постоеше Вардар и комитите ќе се разделеа. Да, и логика на нештата и ќе немаше веќе никој кој да им прави проблеми. Никој да вика Македонија, никој да скандира и така да иде. Така да тоа е системски направено, не е така наивно како што изгледа на прв поглед и мада не се предаваме, мислам дека нема предавање тука. Предавање нема никако. Меѓутоа пак и повторам, мора да секој македонец, затоа што видите сега е Вардар. Не чекајте мечката да заигра во вашиот двор. Подобро да мечката се нападне додека е во туѓиот. Да. Значи кога некој проблем гледате дека се случува кај некој ваш колега, без разлика колку и да не ви одговара спортски што се случува, да речеме сега, меѓутоа ако Вардар успееше тоа со Вардар, следен беше Пелистер. Да се нападне кај Чкембари, па следен беше, не знам, Прилеп, да се нападне кај тие највачки групи, па следна беше кај Војводи у Тетово. Значи тоа се плански е направено тоа не е ништо случајно и мене ми е драго и сум горд на овој народ што пркоси се уште на овие неправди кои се случуваат. Ми тоа знаеш како, извини што не ти пресирам. Знаеш како, луѓето се борат за своја држава во Европа и Франција по 500 години. Ние тек допрве почињаме нашата борба и без разлика колку и да изгледа дека сега сме поразени, меѓутоа можеби ќе дое дел од историјата кај што ќе се вратиме ние посилни. Историјата, работите се менуваат низ годините, ако се изгледа дека немаме излез, меѓутоа мора да се верува, да се остане доследен на тоа во што веруваш, не да не дозволиме лесно да скршат и сугорче овој народ и сите навивачки групи, ако садиш комитите и Скопје и Македонија и фемили и сите остануваат да пркосат на овие неправди историски што случуваат на Македонија. Да, светлото е на крајот од тунелот. Пак го има, така да ја мислам пак ќе се избориме и ќе си дое на свое место. Така да, кажи ми дали е местото на спортистите у политиката, тоа ме интересира, пошто имаш и некои твои колеги што биле спортисти и сега се нешто актуелни у политиката. Ако ти се, јас викам да, меѓутоа ако ти се намерите честни спортски, ако ти се намерите поинакви, да се залагаш за спортот, стрикно за спортот. Као што кажа ти, целата држава не е ispolitizirana. И не можеш ти никакви промени да направиш ако не се преку политики и системски. Реално сега, еве јас како спортист да речеме, што можам да сменам системски од државата ако не е политички? Па да, вака ништо не може на Facebook, на Instagram. Ќе си кажуваме, ја ќе дигам картони, ти ќе пиша статуси, тоа. Значи, реално толку. Да. Меѓутоа ако сте во политичка партија и да ви е целта да помогнете на спортот и да стварно направите нешто за спортот, тогаш се слагам. Ако ви се намерите честни, да. Да. Затоа што пак е повторно, не можеш ништо да смениш ако не е системски и ќе смениш нешто можеби за еден месец, ќе дое некој друг и тоа се заборава. Пак ќе се смени. Мојата заложба е да се направи системски една промена која што ќе се постави систем на здрави нозе, кој што ќе биде ќе има грешки. Меѓутоа да се обидеме да намерите бидат честни и да остане спортот остане чист. Мене ми се тоа намерите идејата ми е тоа. Сега ќе видиме колку успееме. Ја познавајќи се себе си, не верувам дека ќе застанам лесно. Дали Борко би се вклучил ако дојде до промена на власта и што би направил за спортот и за Вардар? На прашање. Па добро, јас сум вклучен политички. Меѓутоа
и ние имаме комплетно направено нов план. Програма и нов план како треба да изгледа спортот. Во мојот дел, спортот како да изгледа во едно нормално општество со едни нормални луѓе кои ќе дојдат. И имаме направено многу работи кои што ќе значат и спас за фудбалски клуб, ќе значат и спас за раковетен клуб, ќе значат и спас за Пелистер, за Победа од Прилеп, за МЗТ, кошарка, за работнички, без разлика на се, ние мораме да знаеш како е, кога доаѓа едните на власт поддржуваат некој клуб, кога доаѓаат другите друг. Не можеш едниот е слаб, едниот е як и тоа е тоа. Не можеш да го делиш и пробувам да си биде све што треба. Да секогаш направам дистинкција помеѓу политиката и спортот. Нормално. Политиката, ајде да се изразам сега, не знам како се меѓутоа, ние спортистите кои што сме се одлучили да влеземе во политика, мораме по знак на водници да ја искористиме политиката за нешто добро, за добро во спортот, а не за личен бенефит. Значи ние треба да искористиме политиката, како што политиката не искористува нас, и ние да искористиме политиката, меѓутоа за добро на спортот. Точно. И јас ќе се трудам да извлечам максимум од политиката во име на спортот. Да има повеќе пари во спорт, да има министерство за спорт. Деца да има. Ние немаме министерство за спорт. Ние сме единствена држава. Агенција имаме агенција, кој што има агенција, не знам, за да не навредам сега, за земјоделие или како се вика, или за туризам, или не знам, да навредам, нели? Нашиот спорт е сведен на агенција за млади спорт. И ти имаш сега директор агенција за млади спорт и ништо. Директорот за агенција за млади спорт треба да чека колку ќе му одобри владата пари. Нема никакви ингеренции. Никакви ингеренции немаш, додека и сега државата вика ти си оваа година ќе имаш криза со ковид 9 милиони евра. 9 милиони евра за цел спорт во цела Македонија, мислам, тоа е смешна сума. Тоа е смешно. Смешна сума. Не знаеш кај попрво да ги поделиш парите. Смешна сума, значи не е само професионален спорт, имаш индивидуален, колективен, рекреативен спорт. Олимписки спорт, не олимписки, значи тоа се многу гранки кои што не можеш да ги покриеш. И ние веќе во нашата програма имаме стајано Министерство за спорт, значи тоа е еден огромен исчекор во име на спортот кој што тоа е добро, кој што успеавме, ајде да кажам, групата на луѓе кои што ја водам јас да преку своите лобирање, разговори кај претседателот на ВМРО Христијан Мицовски, кој што е стварно влюбеник во спортот, и тоа треба да го искористиме ние. Тоа е моментот кај што треба да се искористи политиката за спорт. Тачно. Да се у некој добар правец да отиде. Да, значи јас со него разговарав на оваа тема па можеби повеќе од година и пол, и знаете како се кога разговарате со председател на партија мора да имате и некоја дистанца, не можете да наложувате. Меѓутоа еднаш се пушта темата, не се реагира, втор пат се пушта, не се реагира, трет пат. Натегање има цело. Натегање има, меѓутоа успеавме како тој групата на луѓе нормално со волја негова, затоа што ако не е заинтересиран, џабе вие натегате. Точно. Така да успеавме да стигнеме до моментот кај што ќе се формира Министерство за спорт во Македонија. Тоа е огромен напредок за целиот спорт. И тоа е еден правиме нов закон за финансирање во спортот кој што ќе биде огромна помош за сите клубови и федерации, затоа што фирмите ќе бидат ослободени од данокот кој што треба да платат не сега 9 милиони, меѓутоа оно колку што сакаат и колку што можат. А сега е ограничено само на 9 милиони. Така да тогаш ќе се стават нормално со контрола, не сега да се даваат пари како што сега што има ќе ти ваучерот, па ако сакаш да осмениш ќе ти дам 30% смени го. Тогаш ќе има сериозни контроли. Планираме уште некои работи кои што ќе бидат сериозна контрола на парите кои што ќе се вложуваат, затоа што ќе бидат многу повеќе од што е сега. И сериозна контрола на парите, на финансиите, и тоа е начинот на кој што и бирање на правење на стратегија и бирање кај ќе се вложуваат тие пари. Затоа што лесно е вие ќе земете, не знам сега, 40 милиони евра и ќе ги растурите по клубови и федерации, што сте добили од тоа? Ништо. Значи мора да има стратегија за да има бенефит, да не има некој кој ги добива парите, што ќе се добијат за тие пари кои што се вложени. Значи еден прост пример со еден од спортската фела
од скијање, керка му се надпреварува и такмичи за македонска репрезентација и човеков, да речем по знак наводници, од Социјалдемократски сојуз. И се сретнуваме случајно, ми вика Борко, едвај чекам да дојдете на власт, вика, затоа што ова што се прави спортот е катастрофа. И вика, што планирате? И ја му викам, сега да не го споменувам, не е коректно, викам, види, викам, знаеш за керка ми толку и толку не ми дадоа, она се такмичи таму, и викам, окей, нема никаков проблем. Ти ќе направиш програма, што планирате, вика, за скијање? Викам, сега кратко на улица среднавме, да не разглаваме. Ти ќе направиш програма за керкати, за подготовки, за опрема, за кај треба да оди све. Колку ти треба, не знам, 3 милиони денари, окей, за 3 милиони денари, што добиваме ние за 3 милиони денари? Ама и така треба. Она скија сега да не навлагам, дали за овие 3 милиони денари, она времето ќе го подобри за 2 секунди. 100%, окей, ако не го подобри, ги кратиме за 50%. Нема проблем. Фер. Имаш 2 години, секоја година се седнуваме, добиваш колку 3 милиони за припреми. Еве ти 3 милиони денари. 3 милиони денари. Дај да видиме лани колку беше времето, минута 25. Не, карикирам се. Минута 25. Ај ова да видиме е минута 24. Супер. Си продолжуваме со финансирање. Колку е времето? Минута 28. Се намалуваат, ќе одат кај друго некој дете кој што ќе проба тоа дете. Значи, треба да се бараат резултати за испорачаните средства. Не е само да се даваат средства. Тоа не е развивање спорт. Ние тоа што не развиваме спорт. Си ги ставаат по джебови. Тоа е друго 3GS, меѓутоа тоа не е развивање спорт. Тоа едноставно ги слевате парите во сите спортски клубови и све се исто. И сега ќе се случува што се случува сега. А тоа е апсолутно никаков напредок на ниедно поле во ниеден спорт. Ја мислам дека треба да им се даде акцент на младинските школи, ракомет, кошарка, фудбал, све за да можеме да произведеме млади играчи. Многу едноставно, само треба да сакате, да имате најнапред. Тоа е добро дека треба да сакаат, зашто треба волја да имате, знаење и тим. Затоа што некој човек не може сам да направи ништо. Сам не може, да. А кај нас се тоа таа некоја си моќ во спортот се централизира за да само еден, двајца од тројца одлучуваат и да нема луѓе од други кои што разбираат повеќе, нели? Јас сум тој што одлучува, јас сум главниот, ја ги дам парите и ќе свирите како што ќе играте како што ја ќе свирам. Така. Ова е малце еден поинаков пристап кој што ќе биде стварно чесен за спортот пред се и за само што овие што ги даваат пари се сигурно идат на погрешно место и у погрешни джебови. Само се слеваат и многу има криминал и корупција. Мене ми е многу жал затоа што спортот стварно не беше на ова ниво. Просперитет нема нигде. Нема ништо нема во спортот посебно е. Кажете ми која е последна некоја работа што сме изработили? Што сме успеале? У спорт. На клубски или репрезентативен план? Не паметам. Последното е фудбал што се пласиравме. Да, фудбал беше тоа и претходно нели вие пето место што завршивте и четврто, ама тоа беше зборам години уназад, да, многу години. Значи немаме нити некој клубски некој успех, нити индивидуален спорт, нити нешто на олимпијада се случува, ништо апсолутно и све си стои цветова мирна вода. И сега Борко единствениот кој што ја таласа водата и сега сите пробуваат Борко да го напрнат и е оне лошиот волк од волкот. Така да ми тоа немам проблеми со тоа. Апсолутно може да се сретнам со било кој, мене дури еден председател, ќе кажем председател на Олимписки комитет, затоа што во една емисија кажав дека човекот е криминалец, да, Даниел Димовски, дека е криминалец и дека врши криминал во спортот години наназад и човекот се дрзна да ми поднесе некаква си, немам поима, граѓанска тужба за не знам зашто нарушување на углед ова и апсолутно никаков проблем немам. Имаме на цела папка која што кога ќе дое времето ќе му ја покажам на него и на сите што треба да видат и слободно нека тужи секој кој што мисли дека треба да тужи. Дека мисли така да. Дека мисли, меѓутоа јас знам зашто се борам, а јас се борам за чист спорт и за криминал надвор спорт. Они треба прво да почнат од себе да бидат чисти они, па после да идат од туѓи одбора. Знаеш како ја кога се консултирав со адвокатот, имав една мала комуникација вака по пораки со тој господин кој што ми поднесе. И сега се консултирам со адвокат, викам дај види, викам пораки што значат чисто, нели да се. И човекот ми рече само паника.
Страв и паника. Па Ништо тоа друго е, не само рече. тоа знаа да прават и ништо И друго. сега со закани, мене ми вика, човеков ми вика сега малци интимно, ќе ги пренесам и тоа не е битно, кратко само, вика, мешаш, вика, политика у спорт. А истиот тој човек, на Зоран Заев, му беше советник за спорт. И од позиција на советник на спорт стана председател На олимписки, да. Значи, иронијава нема крај, Нема и безобразлукот нема крај. Точно. И знаеш како, ако не се борите за своето, никој нема да дојде да ви даде. Значи, ако не се бориме сите заедно, јас бирам да бидам прв меѓу еднаквите и да се бориме сите за подобар спорт. Точно. Дали ќе успееме или не, времето ќе покаже, може нема да успееме за еден месец, за два, за три, меѓутоа за една година ќе успееме. Треба да го вратиме спортов на место каде што беше кога бевте вие пето место, кога беа кошаркарите четврто место, да. Мислам дека ни фалат тие времиња, ни фали на народов им фали малце позитива, малце среќа, малце. Ама немаме ние, тоа е пак ќе повторам, значи ние немаме реални вложувања во спортот. А немаме, на затоа вистински. се деша ова што се И сега деша за тоа денес. немаме и ќе се собираме на МЗТ на АБА 2 и ќе стискаме палци дали ќе победи со Иго Кейл, нема да победи. Да, до АБА последно. 1, АБА 1 сме да извини. И дали ќе победи, дали ќе обстанеме или нема да обстанеме, мислам тоа е жално. Општината како општина вложува доста средства, меѓутоа тоа се може, тоа се смешни цифри, така да треба ни сите треба малце поголема инекција за да може да иде МЗТВ, мора не да само ставите МЗТ вие, општо. луѓето не разбираат дека спортот е најголем амбасадор на една држава. Реално. Као што е во Србија да ја земе најблиску Партизан и Звезда, кое што државата финансира, не знам, мислам дека годишни буџети имаат Звезда и Партизан околу 10 милиони евра. Не може 10 да милиони очекува Звезда, само 10 милиони спонзори. Партизан, кај што се државни проекти, кај што на секој викенд се собираат, не знам колку собира, 5, 6, 10 илјади луѓе и заедно уживаат. Ама ќе кажете и Звезда и Партизана од Србија се, Од така? Србија се, значи ќе отидат играат таба. Вардар, ама значи тоа одмах се и работи кои што ние мораме да ги вратиме и да си подигнеме и националната свест, да си осакаме своето. Нормално. Без разлика моментално дека општеството не е вакво како што е, меѓутоа на крај на денот мораме да си осакаме општеството, својот народ и својата држава. Кај што сме се родиле, нормално. Така е. А кажи ми да те прашам за твојот колега од Ракомедот, какво мислење имаш, Наумче? како ја води, да. Па наумче, сум кажал у една емисија, кажав наумче не е лош, беше врвен спортист, не е лош вака како човек, како дечко, меѓутоа мислам дека тотално неспремен влезе во целата таа ситуација и тотално без никаква екипа. Значи нема апсолутно никаква екипа околу него и резултатите, па види, може да те фрла тебе во Огин ако ти сакаш да те фрлат. Да, ако не сакаш нема да те фрлат. нема да. Ако не сакаш да те фрлат Огин, ќе влезеш спремен. Точно. Тој не влезе спремен и затоа ситуацијава сега во Агенција за млади спорт е така хаотична. Каша попара, ваучери, комисија, Македонски олимписки комитет неорганизирано и тоа е тоа. Ја кога стана, сум го кажала многу пати, кога стана директор, не знам, пред 4-5 години, 3, не знам колку стана. Само што стана директор, му пратив порака и му честитав за неговиот избор за функцијата, затоа што тој заслужува да ја добие таа функција, меѓутоа не е само да заслужувате, треба и да сработите. И му честитав и му пишав порака дека во честитката стоеше и дека без разлика што сме на две страни, во име на спортот се дека работи за доброто на спортот и за да нема криминал. Тука сум да те поддржам. Јас ќе стојам на таа страна и мислам дека во ситуацијава треба спортот да се стави над политиката, меѓутоа не може да има компромис со криминал. Тоа е единствена работа која што не можеме да направиме компромис. А се друго сме тука заедно во име на спортот да работиме. Точно. Да те вратам ајде сега малце назад за репрезентацијата, ќе те прашам, кажи ми кога почна Борко за прв пат да се појавува у репрезентацијата, каде, како, кој те повика и такви ствари? Не сеќам. Знам дека беше младинска репрезентација. Значи си почнал уште од младинци. Да. Па младинска репрезентација, направивме тој историски успех, бевме четврти во Европа младинска репрезентација на Европско првенство во Полска. Тоа збориме од дамна било, така? Од 2002 мислам дека беше тоа. Ако не се лажам, 2002. Се пласиравме во полуфинале и го изгубивме тоа полуфинале, завршивме на четврто место. Од кој изгубивте? Од Полска. Од Полска? Полска, да. Од домаќина.
Да, во Полска беше. И на тоа европско првенство е прогласен за најдобар млад голман во Европа. Од тогаш претходно кадетска репрезентација, па младинска, и бев секогаш бев со постарата генерација, никогаш не ја дочекав мојата затоа што секогаш бев со постарите. Да, понапред малце. Понапред, ба. Сите беа оваа последна генерација 80 годишни, јас сум 82, така да малце понапред секогаш одев 2 години со нив. И од тогаш сум од 2002 до брзо сега кога беше, не сеќавам последен настап кога беше мој, до тогаш сум добри некои 15 години за репрезентација. Во репрезентација. Како е чувството да играш за Македонија? Да представуваш? Види, јас секогаш сум бил патриот, секогаш сум сваќал доста сериозно настапите за Македонија. Имало периоди кај што не ни одело почетокот на создавање на таа генерација кој што Златната генерација. Немало секогаш успеси, меѓутоа сме останувале, значи не знам, ние за репрезентација не сме добивале нити пари, нити ордени, нити, нели? Да. Нас дневница ни беше кога почнувавме тоа еден период, мислам дека 10 или 10 евра беше дневница. Да настапувате додека еден конобар земаше поише пари од нас. Меѓутоа кога се настапува за репрезентација секогаш си гледа не се гледаат за својата парите, држава, не се гледаат парите, си отрошите слободното време кое што вие од клубот дајано да се одмарате, вие одите за репрезентација, да, со фамилија, вие не одите на одмори, нема зимување, не сум бил 15 години на зимување. Да, дека цело време нели во јануар си играат. Да, во јануари нема време за ништо. Мене кога не ме зема Лино, кога во Барселона играв тоаш, Лино не ме зема за репрезентација. Да, не ме стај ни у 35 не ме стај. И прв пат тоаш после години ја отидов со Нина бевме тоаш, отидов на скијање во Андора. Јас снег, освен на припреми кога сме на планина, друго не сум видел вака. Да. И отидовме на Андора, чудно ми беше првите 2-3 дена, чудно ти е, не знаеш, нели, Што се навикнат си на припреми, хотели, тренинзи, Да. ти одиш на скијање, сега што стануваме, што правиме? Да, ќе одиме на скијање, па одиш, нели? Имаш слободно време, не знаеш што да правиш, чудно малце. А кој беше изговорот на Лино што не те зема у репрезентација? Па добро, Лино не ме зема од приватни причини, имавме приватен конфликт со него и за тоа не ме зема. Изговорот беше официјален дека сум бил емотивно, емотивно исцрпен сум бил. Да, сум играл многу време за репрезентација и сега кога дошло време за репрезентација, ја више сум бил емотивно исцрпен и не сум можел сите емоции да ги дадам на репрезентација. А ја тоа што Барселона бранев и тоа е тоа, окей, нема проблем. Валја не му се љутиш, не му замеруваш. Не, што да се љутам, тоа се негова глупост и се работи кои што кога ќе направите глупост, ако ја пробам тенденциозно тебе да ти направам, тоа е гревот е мој, не е твој. Не можеш да влијам на твоите одлуки. Точно. Така да тоа беше изговор дека сум бил емотивно исцрпен. И до ден денеска ми е тоа малце смешно и не ја знам дефиницијата за емотивно исцрпен во спорт, што значи. Не сум следнал друг случај, не знам. Прогуглај малце и види емотивно исцрпен у спорт. Спортиста е емотивно исцрпен и му ти нема да играш денеска, си емотивно исцрпен. Ама окей. Да. Се искуство животот. А кога бевте пето место, мислам, очекувавте да бидете пето место? Мислевте поише дека ќе биде или као? Ние имавме стварно амбиции на тоа европско првенство, стварно газевме, доста бевме. Цела екипа беше Миркуловски, Јацо Јановски, сите. Да, жртва дававме сите тој еден месец кој што бевме на припреми. Значи буквално немавме живот, бевме посветени на тоа и резултатите си дојдоа. А имаше некоја мотивација посебна? Па добро, и во Ниш беше, имаше многу наши навивачи. Да, и ја бев со возови. Значи многу требаше да се поклопат тие, коцките. Многу коцките помеде. Прост пример, во тоа време државата организираше бесплатни автобуси, возови за да оди својот народ да си ја води државата. Да го поддржиш нормално. Така, сега во ова време обратно. Све е контра, све е контра. Да, и они дури не те мотивираат, ти одмагаат да не можеш. Така да тоа се некои, ја ќе речем под наводници, мали работи кои што значат и се поклопија мали или големи. Мали или големи. Се поклопија многу коцки и го направивме тој успех. Можевме и да стигнеме далеку подалеку. Многу подалеку можевме да стигнеме.
меѓутоа малци и неискуство, малци и немавме среќа, но се помалци. Па да, и треба и среќа Од една малци на мала, такви. многу треба среќа, од една мала држава кој што Македонија да бидете пети во Европа. Не е лошо и одлично е, да ти кажам. Одлично е, сега нели има стално ние дежурни овие како ги викам ја паметњакови што кажуваат, да, ако си втор, како тие ги промаши два, можеш да бидеш прв, да ги даеш и тие ги беше прв. Реално. Сега пет, бар да земевме медаља. Гледа, цело време критики ќе има како и не, да не, е, апсолутно не е. Тоа е нормална работа. Наместо да кажете и браво момци изгина, пето место. Не, јас знаеш како викам, нека ми каже некој во која работа во Европа или во светот сме кога бевме девети не критикува зашто не бевме пети. Некој луѓе, нели, повеќето ти дадат меѓутоа имаш ти мал процент. Да. Нека ми каже некој во што сме ни во Европа пети во било која работа. Да видиме која работа сме про економија, здравство. Да, што, реално. Која работа сме пети ние? Реално. Во што сме пети? И сега ние во спортот стигаме да сме пети, да се бориш со, нели, со гиганти. Да. И сега зашто не сме биле четврти? Ама увек да, желбата за поише, знаеш. Да. Абе окей, сега ја разбирам и навивачки, тоа меѓутоа треба да се има доза на реалност, знаеш. Да, исто само како што Дамјан нутна, нели, слободно, мислам од под кош утна и сега зашо да го дадеш, ама да го дадеш, иди ти играј ако можеш да го направиш. Ама и тој нивниот што промаши две да ги даеш, ќе беше 8 разлика, немаше би. Тачно, па. Тоа више кад би било. Да. А ти одговараше ли прекарот министар за одбрана тоаш? Па добро, ја тој прекар, појма немам, некако невачи сами го измислија. Сега може да бидеш министар за спорт, за одбрана не ти треба да бидеш за одбрана. Да, не, за одбрана други има. Други. Види, јас сум, кажа ви претходно, јас сум човек кој што сум патриота, кој што сум горд македонец, ја сака Македонија својот народ. И играш со срце. И со срце и секогаш со гордост сум го носел тој прекар и без разлика на прекарот, сум секогаш кога сум настапал за Македонија било за мене посебно чувство. Чувство кое што знаеш како сум го сваќал тоа ја. Секогаш се трудам и сега кога разговараме, кога дам некој совет на нели на помладиве колеги, оние што се на Томовски, да речеме и на Гогов во Вардар, секогаш сум се трудел да пред себе имам сликата на мојата фамилија, моето семејство, моите пријатели, моите родители, моите подалечни роднини. Значи, секогаш се трудиш да најпрво сум барал мотивација да не ги разочарам нив, затоа што знам дека тие гледаат, навиваат. Да, и они се горди на тебе исто. Горди на тебе, меѓутоа секогаш треба да ја бар така сум ја дефинирал, сум ги дефинирал тие настапи за Македонија, да пробаш да не ги разочараш најпрво нив. Да. Со самото тоа нема да ги разочараш и цел народ. И тука сум барал своја мотивација, тука сум црпел свои некои мотиви за настапи и секогаш сум дал 100%. Мене би било мото секогаш да се даде 100%. Реално. А дали ќе бидеш денеска ќе бидеш подобар, утре ќе бидеш полош, заутре ќе бидеш најдобар, па после тој натпред ќе бидеш најлош, не е битно, меѓутоа ако знаеш дека си дал 100%, не мора секогаш да биде добро. Чист си пред себе. Чист си пред себе, чист си пред Бога, чист си пред твоите семејство, фамилија, жена, родители, да не набројам пак, народ. Боже мој, колку пази, никој не игра добро секој надпревар. Нити Майкл Џордан бил добар. Точно. Нити, не знам, Леброн Джейс треба и малце среќа. Треба среќа за се, треба се поклопат коцките, треба спорт е ова. Спорт е. Така. Види, кој игра, ајде опростиме малце, игра две екипи. И од двете екипи има од една страна сега други времења, други спореме, и тоа ќе спореме. Од една страна игра Майкл Џордан, другата Леброн Джейс. Едниот мора да победи. Точно. Тоа не значи по автоматизам дека другиот бил лош. Така. Така, значи тоа се секогаш некој губи. Сега ти у тој пораз тоа не можеш. Спортот. Тоа е спорт. Ако никој не направи грешка ќе биде 0-0, така? Да. Така да во тој тие такви некои си споредби не можеш никогаш да излечиш, не треба да излечиш секогаш негативности, секогаш треба да се напред позитивната страна и да се даде 100%, што ќе биде сосема друго прашање. Да. А кажи ми, според тебе, кој бил најдобар селектор, дури ти си бил репрезентација на Македонија? Со кој сте имали најдобар онака фидбек, мислам Неблагодарно е да се кажува, ние сме имали да речеме најдобар резултат направивме со Звонко Шундовски. Да, ме е легенда, човек, тако викаше клајте голови, само ме е легенда реално. Да, значи со него сме имали најголемиот успех и не е благодарно сега да кажам кој е најдобар, меѓутоа сите биле квалитетни тренери, значи Звонко Шундовски, Раул Гонзалес, Данило Брестова, значи сме имали успеси со сите, меѓутоа се начекале сите во различен период од
констелацијата на репрезентацијата и затоа не сме имале секојаш исти добри резултати. Некојаш сме биле 5, некојаш 8, некојаш 9, меѓутоа да, све зависи. Се зависи, многу работи треба се поклопи. Меѓутоа никогаш не било како сега што е вака да бидеме 25. Тоа сам да те прашам, следно прашање беше што мислиш за оваа репрезентација сега моментално? Види, ја имав некој колумни. Дали е праведна или дали е приватизирана? Не, апсолутно не е праведна. Репрезентацијата и изборот на играчи е, можам да кажам, подоста утнат. Имате едно 7-8 играчи кои што не се земени, а треба да бидат. Тоа е првата работа, а втората работа е вие мора да имате однос со играчите. Вие не може да имате однос со играчите. Едно е, кажувам сега, едно е кога си играч, друго е кога си селектор. Кире Лазаров беше најдобар играч еден од најдобри 3 играчи на негова позиција во историја на ракомет светски, не наш. Наш убедливо најдобар играч. Така, тоа нема дилема. Во историја, кажувам, еден од најдобри играчи на негова позиција во историја. И тоа се заборава и се затвара таа врата се затвара. Се се почна друга ера. Друга ера. Ти треба да градиш сосема друг однос кога си тренер или селектор. Повеќе до израз доаѓаат нормално квалитетите како тренер, меѓутоа и човечките вредности. Реално човечки вредности. Ти треба со одреден играч за краток период да имаш конекција, некој однос. Да го мотивираш тој играч да даде максимум за репрезентација, затоа што репрезентација не се игра за пари. Да, баш кога сите гледаат и долу тебе, нели? Така, и ти сега реално треба да најдеш комуникација со сите и да не можеш на сите да им удоволиш се. Меѓутоа треба да најдеш комуникација со сите, да имаш однос пријателски пред се. Зашто таму не се зима пари, одиш зимаш 12, 15, 20 евра дневница и толку. И знаеш, тука доаѓа човечките вредности покрај квалитетот. И сега он мислам дека тука ја утна многу работа, зашто гледаме сега денеска репрезентација 4-5 играчи веќе одбиваат да настапуваат за Македонија. Па реално, пошто се демотивирани, мислам, па не демотивирани, заради тој некој непочитувачки однос. Неправеден однос. Едно е неправеден, друго е непочитувачки однос. Значи кажав, ова што се изборот на играчи е тотално утнат. И тој овој вториот дел е исто важен, кај што вие нема ни комуникација, немате однос со нити еден играч, со нити еден, можеби со еден, двајца, другите останати се на некоја си тензична комуникација, полутензична, не разговараш, значи никако човечки кај што ја на пример сум човек кој што ако имам со некој проблем седнам на маса и го решавам. Ако кажеш што е како е зашто. До тука можам да ти помогнам. Дај да видиме ти што можеш да помогнеш и така пробуваш да излезеш некој максимум за Македонија, затоа што види, може ја и ти да не се сакаме, меѓутоа кога е Македонија прашање, треба да најдеме нешто заедничко. Мене не ми се свиѓа оваа емисија што ја правиш. Да. Борко и мене не ми се свиѓа ти како збориш во емисија. Окей. Да, кажи што да направиме за да направиме за да биде окей за Македонија. Точно. После кога ќе заврши Македонија, ти можеш да викаш за мене дека ја не знам да зборам, ја можеш да викам за тебе дека не си добар водител, нели? Меѓутоа, у средина која е Македонија нема дилеми. Ја може да не те сакам или ти мене, меѓутоа нема дилеми, нема отстапки. Точно. Македонија треба да биде пред и над се. А се она его твое мое, тоа е више тоа се детски болести. Суети, его, детски болести. Да, тоа се детски болести. А зашо се деградирани играчи што се добри у Пелистер и у Вардар што па не знам зашто се деградирани или многу пари се уигра што се алкалоид. Не се за пари, тоа сега да бидеме реални да не чисто си правиме муавет. Ја не знам прашам само. Не пари, меѓутоа тоа се некои пак и повторам его и комплекси, детски болести кои што видете сега во репрезентација се викаат само оние репрезентативски играчи кои што се млади, кои што немаат карактер да кажат своje мислење. Да, уште се млади за да го направат. Вие немате со секој играч кој што да речеме Дејан Манасков не е викнат у репрезентација. Зашто? Затоа што Дејан може да каже дека некој работи не чини. Да. Не ми се свиѓа ова што го правиме е катастрофа, срамота, се бламираме, губиме од сите по 10-15 разлика, ова вака не оди. Он не е. Талевски откаже репрезентација затоа што не сака да се бламира. Гоце Георгиевски откаже репрезентација затоа што не сака да се бламира. Значи имаш ти такви играчи кои што значат за ова репрезентација. Пази, ние не сме Германија да имаме 200 играчи и сега ќе бираме, имаме двајца као Деки, двајца као Џомба или двајца као Талевски и сега ќе бираме.
Да. Тие се наши најдобри играчи. На прсти се бројади. На прсти и сега тие се меѓучовечки односи кои што мора да си некој проголта, меѓутоа не оди мора со голтање. Да ги оправиме пошо. Не оди со голтање, гледаме за тоа Македонија 25-та, 24-ти кои сме. 27, Да, на задњото светско што беше катастрофа скроз. Сакам да гледам затоа што се нервирам. И тоа е тоа. А каков е односот твој со Кире Лазаров моментално? Никаков однос, немаме ние однос, мислам, немаме вако вербален конфликт, нити никаков, едноставно. Тоа е тоа, ја имам своје мислење, си го кажувам без разлика што Да, нормално секој си има мислење, тоа е демократија, нели? Што некој ќе каже, тоа е моје мислење. И јас предупредував на ова уште прошлата година, меѓутоа испадна дека Борко е па ги кажам, Борко е, Борко не знае овој еден процес кој што ствараме ние нова генерација. И новата генерација заврши под наводници, новата заврши 27 или кој не знам. Значи. Да, за жал. И сега испадна да беше управа, ама не требаше така. Знаеш, секој сака да те моделира како што му одговара на тој некој. А никој не гледа приоритетот на Македонија. Јасно. Да ти извадам малце од ракометниот свет сега, да те прашам за дали си одбил некоја реклама за многу јака цифра, за многу јаки пари. И зашто било тоа? Сум одбил реклама. Мислам дека имаш кажано, сум одбил реклама за брзи кредити, нема да кажам од кој е. Сум одбил за брзи кредити. Не стигнавме да збориме за сумата, не може да кажам дали е голема мала, затоа што старт е одбиена. Така да, не поштош такви ствари. Не, апсолутно сум против тоа. Кој што против сака нека си казина, рекламира. Против тоа е право на избор. Секој си бира ствари. што у животот и каков имидж и кариера ќе си гради. Мене ми е тоа апсолутно во едно општество кај што едва и луѓето врзуваат крај со крај, да, и ја да рекламирам брзи кредити или спори кредити или не знам какви кредити. Тоа ми е апсолутно недопустливо. Прво најнапред сакам да видам пример за моето дете. Сега за моите две деца. Сакам да видам пример за моите две деца, па се останете понатаму. Не можам јас како спортист да си дозволам да рекламирам брзи кредити, да нешто кај што едноставно не се сложам со. Баш кај не ни веруваш од тоа така да. Бази, не навлагам општо. Да, не сум стигнат ни да размислувам дали верувам или не верувам. Едноставно не сакам да разговарам на таа тема и готово. Реално. Тоа е тоа. Ја едно време рекламирав, па после видов колку е сад, па се откажав јавно и се извинив на луѓето дека стварно сум сгрешил и дека нема да појавам. Добро, види, секој може да греши, меѓутоа уште подоблесно е да се извиниш и да признаеш. Од грешките учиме и стварно се извинив и викам нема шанси више да рекламирам такво нешто, пошто сепак е стварно за лошо за општеството. Ми се свига еден напис тука и тој ми е едно од мотата во мојот живот. Мирот нема цена, да, реално. Така да притисокот што доаѓа од јавност и све не можеш да го споредиш. Ако се одлучиш за тоа, ќе отрпиш притисокот. Меѓутоа, дали ќе одлучиш да бидеш тој тип на човек во општеството, што нема да имаш ни образ, ни ништо, тоа си е право на избор. Точно. Ја немам дилема за тоа, така да почнавме да разговараме, викам супер, со едно човече не е битно. Почнавме да разговараме, Борко ние би сакале, викам стоп, тука завршува, ја не би сакал, ама зашто, што тоа знаеш легално ово, супер, викам се што е легално. Да, ама мене не ми дава, сакам се водам по некои кодекси морални човечки да едноставно реномето ќе си го не се работам се што си правил до сега, мислам дека ќе пропадне у вода. Значи, сакам да видам пример за моите деца. Толку. Да, кој што не навлагам. Зашто, како, дали не ме интересира. Точно. Не за брзите кредити. Ќе се согласам со тебе, иако сум, али битно сум се извинил. Кажи ми, имаше, ми кажа луѓе, имам цело време имам дојави некој, ми кажа у некоја средба сте имале со Перо Антич да ми раскажеш околу тоа за случка некој у Сити Мол. Као он ти пришол и ти си му рекao неќам да ме гледат луѓе со тебе, нешто така. Кажи, не е убаво да се кажува. Ја пак ќе кажам, значи мене ми се не односот ме интересира. Не. Или тоа луѓето мислат Борко скаране со Перо, па сега го прози. Не, апсолутно не сум со човекот, не сум имал никаков контакт, никаков конфликт, никаков проблем. Немаме допир ни
допирни точки и као спортист па ќе кажам. Да, скоро сте на спортист, нема никаков проблем, човекот си врвен кошаркар, NBA секоја чест. Да. Дај Боже да имаш и 10 такви кон него, спортисти. Меѓутоа од моментот кога почна прв ничим изазван без потреба кога стана председател на Кошаркарска федерација, викам супер, конечно ќе дое, нели, него ќе разбира работата. Така, нели, после 5 се супер, секој чест, дај Боже. Сите спортисти што ќе оправи работа. Он негова прва одлука беше со најголеми букви да стави тука Северна Македонија. Да. Нити една федерација го нема сменето тоа, нити имаш Ни потреба. ракометната го нема, така? Ракометна нема, фудбалска нема. Знам за фудбалска. Нема сменето и он дојде ничим изазван за да се упика на власта со тој таков некој потек. Ете јас сум. Да, знам за тоа. И од тогаш мене така гледам, не ми се верува, наместо он обратно се бори за некој си, нели? Нормално. Можеби ако по некој си закони донесат некој дека ти мораш да го почитуваш тоа, мораш. Меѓутоа гледаме дека никој не менува, нема потреба ни ти да зашто трчаш да бидеме да бодеме очи на народот. И он сега со најголеми букви Норт Македонија. Тука и мене тогаш ми така викам изгледа човеков малце не, знаеш. Погрешна се работа. Знаеш, и викам го гледам, после се слушаат работи низ град за други работи, некои за приватно што ги прави, ти можеш пријатно преш сакаш. Нормално. Нели? Он излага, пие, користи оние како беше она бели прашкасти материи. Супер, нека користи, тоа е правен избор. Меѓутоа, ти си председател на Кошаркарска федерација. Да, и треба да одговорно да стоиш по ситуација. Ти можеш да се трнеш од таму, па правиш што сакаш. Дога си таму, ти си одговорност, носиш одговорност. Деца те гледаат. Ти си идол на многу деца. Идол на многу деца, ти си имаш работа која што, ајде функција да ја начам под наводници. Функција која што најпрво треба да обединуваш, а второ треба да си пример за општеството. Точно. А не контра. Точно, да. Тоа е тоа кој што мене ме до кога општеството ќе функционираат лажни ликови. Мене тоа ми е. Као спортист кошаркар пак ќе повторам секој час. Да, ве сме се крстели у тебе, у него и у си Владко Илиевски сите, така и на крај друга слика. Сосема друга слика која што мене тоа не можам да останам равнодушен и јас немам никаква допирна точка со него за да било што се скарам. Меѓутоа овие работи кои што ми сметаат, исто како и со брзиве кредити и ова, не можам да едноставно се помирам кој што председател на една Кошаркарска федерација. Сериозна институција. Се однесуваш така како што однесуваш, да апсолутно си никаков пример во општеството, тоа мене ме исто за тоа и се борам. Се борам да направиме едно, барем у спортов да направиме едно чисто општество, убаво, да бидеме нормално. Сега политиката е сосема друга работа, меѓутоа ова спортот да направиме една рамка кај што ќе се држиме сите по некои непишани правила. И по некои вредности човечки, морални, па и спортски ако сакате. А ти супер да си определен за некоја политичка партија. Не, тоа апсолутно немам, тоа си секој си бира патот. За спортот, ако си више ставен на место, биди за спортот. Тоа ми е поентата и дилемата. Тука ми беше, сега не можеш ти да се однесуваш така, барем според мои некои гледања и размислувања, а се останато он што си прави пријатни живот си, негова работа апсолутно секој има право да си бира што ги прави живот. Точно. Тоа што дека сме се сретнале у Сити Мол, вистина, има вистина тоа? Па има вистина, значи јас пак ќе кажам, јас на неколку наврати и јавно вака писеја кој што го прозвав дека ја мислам дека он не заслужува да биде идол на моето дете, може утре ќе му биде идол на моето дете, може Душан ќе игра кошарка. Да. И Душан треба да му биде идол на мојот син, тргнуваме тука, не понатаму, нели? Имаш ти илјадници деца, не за моето дете. И сега ја такви идоли не почитувам и такви вредности не почитувам. И тоа е тоа. Аз се сретнавме и тоа е тоа. Не сакам едноставно да бидам у друштво со такви типови. Така каже кога не ќе да ме гледа. Па добро сега. Не искрено, не дека јас сега се глорифицирам себе нешто. Да, ама па тоа едноставно си се почитувам доволно да не бидам у близина и у круг со луѓе кои што користат како беше на прашкасти бели и прашкасти материи, толку. Да, јас.
Добро, да те прашам како за крај, ако дојде Борко на некоја функција, мислам што зборевме за министар за спорт, што би променил у Вардар конкретно? Хипотетички збориме, ако би дошол, хипотетички збориме, нели се, ако имам некоја си можност нешто да сменам и да работам, тоа ќе биде апсолутно дека ќе има, не можеш да делуваш затоа што сепак е МЗТ е приватен клуб на општината, Вардар е приватен клуб, се тоа приватни клубови, меѓутоа Ма пак има помош сигурно. Кажав, нас во план е да бидат тоа државни проекти кои што државата ќе застане и позади фудбалски клуб, и позади ракометен клуб, и позади МЗТ, и позади работнички, и позади Пелистер, и позади Победа. Работнички се не може се шал. Не, треба да се застане затоа што стварно подобро е да има што поише клубови надвор што ќе представуваат Македонија, тоа боље мислам дека е за нас. Тоа е една промоција на државата и подобро е да има дерби надпревари секој викенд, да речеме и да се врати хипотетички еден викенд ќе има МЗТ работнички. Друг Пелистер Вардар. Друг ден ќе има Пелистер Вардар, трет ден ќе има Победа Пелистер. Значи се тоа работи кои што ствараат некоја си победнички менталитет на оваа држава. Овој народи требаат победници, не требаат лузери кои што не водат сега. Треба да се обединиме и да победуваме и да се научиме да губиме, меѓутоа се да биде тоа во една позитивна атмосфера, да сите заедно го подигнеме општество. Боле повеќе луѓе у сала него повеќе луѓе у казино и на шалтери за брзи кредити. Да, или онлайн како и да се више, не знам. Како, да. Фала ти многу што гостуваше, па следен пат ќе те викнам уште еднаш за да ми кажеш како е од таа страна. Се надевам дека ќе дое таа страна, затоа што стварно сакам да видам маце резултату не само у спортот, него општо у Македонија. И тоа од мене, драги гледачи, ја оставам на Борко да се одјави у негов стил како сакаш. Кажи им нешто на гледачите. Од мене имате чао. Ништо, благодарам што бевте со нас, ми беше чест што бев твој гостин и се надевам дека ќе се видиме во една друга прилика, кај што ќе имаме некоја си подобра ситуација да одлучуваме за повеќе работи. Верувам во тоа, сакам да дојде тоа време побрзо, едноставно да видиме дали се она што сме го разговарале, сме го ветиле, можеме да го исполниме. Да, и дали сме го исполниле до негде. Фала ви уште еднаш, Борко Ристевски, министерот за спорт, за одбрана друг си е. Се гледаме, чао. Чао.